утро е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер преку нашата фреквенција 107.4 во Скопје. Добро утро, почитувани гледачи на lider.mk, кој што оди преку нашиот Facebook канал и подоцна преку нашиот YouTube канал. И денеска во нашето студио мој гостин и ководител е Драган Неделјковиќ. Добро утро, Драган. Драган Милосављевиќ. Драган Милосављевиќ, 20 Драгановци. И ја утринава факултет Неделјковиќ. И ја утринава слабо функционирам, ама ти се навикнуваш некако, ми се чини. Што да кажам, ова е за мене време кога нормалните луѓе спијат, ама ете. Сега мора да се издржи. Забележа ли дека нормалните луѓе веќе се раздвижени? Па да. Само што ние ноќните птици тоа не можеме никако да го прифатиме. Од кога го наметна овој распоред? Од студентски денови или? Од секогаш, да. Од секогаш, а? Функционирам навечер, точно навечер. Тогаш ми работи главата најдобро и што знам, ова го избегнувам овој дел од денот. Го спијам. Меѓутоа не велат за џабе, знаеш, кој рано рани 2 среќи граби. Така. Не спорно, секој дел од денот си има своја убавина, тоа не е спорно и се согласувам со тебе, она што кажуваш дека кога станеш рано со бајле, потоа целиот ден е пред тебе, само веројатно човек е жртва на своите навики, знаеш. Драгче, искрено сега вака зборуваме, вчера пропуштивме да кажеме 35 години беше штафетата на младоста. Вчера беше 25 мај, ден кој што од 1987 година го славевме како ден на младоста во 87-ма? Па на 88-ма немаше ниту след, ниту штафета, ниту прослава. Формално беше денот. Интересно ми е, знаеш, ти барем фати од тоа време исто јас, да. Интересен ми е Љупче, коментира за тоа време како да го доживел, роден е 92-а. Не бил не роден, да. Да, како го опишуваш овој феномен, родени 92-а, 95-а, зборува за Југославија, за... Па знаеш ли што повеќе мене ме интересира? Во Словенија, која што е прва се отцепи, прва имаше јасна прозападна перспектива, прва влезе во ЕУ и во НАТО. Постои бидливо најголема носталгија кон... Да, видливо? Да. И анкети на јавно мислење покажуваат дека словенците жалат по Југославија. И тоа жалат, да не кажеме погрешно сега, како генерацијата на Златев, кои што не биле ни родени. Тоа е неверојатен феномен. Веројатно, дури и во посредени земји од нашата, животот е толку турбулентен, толку со тешки предизвици, со кризи, што луѓето несвесно се враќаат кон тоа некое носталгично минато, а во носталгично минато за овие генерации нема што друго да биде освен понајашна Југославија. А кажи ми, звучи убаво, продолжува уште она словенци матуранти да одат во Белград и така натаму или не? Не знам тоа, искрено не знам, меѓутоа знам дека одат на Ужичка. Како беше Ужичка 15? Да, Ужичка 15. Ужичка 15. Тоа сега неодамна бев у Белград и тргнав натаму и не стигнав, еве, искрено, и некој сум... Мислиш на куќата на цвеќето? Не, тоа е на друго место. Ужичка 15 беше резиденцијата на Тито. Белиот дворец беше тоа. Мислам дека Ужичка 15 е... Ама добро. Да не се фаќаме. Пази, одат. Знам дека од Кочани има наши момци и девојки кои што редовно одат секоја година тамо. Се поклонуваат, носат цвеќиња, облечени се во тие црвените марами, ставаат капи со петокраки. Знаеш како символично потсетување на некои подобри времења, подобри, дали стварно биле подобри, кој знае. Знаеш дека брат ми беше последна генерација родени школска година 82-83 беа последни Титови пионери. Јас бев Титов пионер, тоа го паметам. И заклетвата нели на македонски. Она што ми беше криво, не го фатив оној дел одењето низ Југославија. Исто и јас. Тоа се Значи ние фативме одење низ Македонија, текно. Да. Тоа се одеше 7-8 одделение, мислам. И 3-4. Да, и јас за малце го промашив, за една година или така нешто. За 2, затоа што мојата генерација беше прва која што не одеше
Тоа во беше Југославија. криво, баш беше Да. добро. Знаеш, во седмо оделение да отидеш, немам појма, до Загреб, до Лјубљана, до Белград. Да видиш Сплит. Знаеш. Тогаш делуваше тоа дури нели како и кај нас. Иако мора ти признам, ја малку повозрасен, ги шетав тие локации, например Зеленгора, Сутјеска Неретва, Козара, потоа она Беше прекрасно се приморје, се сеќаваш што беше Плитвица и така натаму. Види, не знам како ти чувствуваш, меѓутоа искрен да бидам, и ден денес се до Словенија, вклучително и Словенија, јас не се чувствувам како да сум баш во странство. Иако веќе одамна земјата е растурена, Па да, некако има нека тајна не ми е веза. странство, нели? Има нека тајна веза. Не баш целосно странство е да кажеме. Убаво кажа Да. тоа, не баш целосно странство. Да, искрено јас кога одам во сите везими од пранешна Југославија, мене ми е као не можам да кажам дека е дома, ама не можам да кажам дека е Нели? И баш како македонци уште сме добро примени. Па да, така- знаеш, види, ако вака продолжиме, можеме да влеземе во некој носталгичен момент, Да. па да не обвинат после дека ете ги овие двајца реставрираат некакви стари спомени, меѓутоа факт е дека иако мислам дека гостинот што ќе дојде наскоро нема да се согласи со Да, тоа да. никако, дека и таа држава си имала свои предности, свои Јасно. квалитети и на крајот на кристото, ако сме граб реални, таа била држава со сите нишани, оваа сега, овие сега сите, не се баш некои држави. Меѓутоа, искрено многумина кои што произлегува тој систем не се покажа на висина на задачата, како што се викаше на времето. Значи, види самата пропаст. Добро. Игри на меѓународна сцена, нетрпеливост меѓунационална, сето тоа стои. Меѓутоа системот очигледно не беше како што треба и тоа. Јасно, тоа да. беше неминовно да се урне не на таков начин. Штета е што на таков начин се урна. Грдо со крв. Да. Знаеш, можеше нормално, ако може да честити словаците Да бидат се развидат нормално, точно. Нормално, Да. сега се пак окей. Знаеш, нема поблизок пријател за Словак од Чех и обратно. Те сеќам кој Кутилјеро, како тогашен министр за надвршни работи на Португалија, рече вика ке зажалат, вика затоа што се одвојуваат. А да. И тоа точно во времето кога Европа тргна Европа се обедини. Да, Знаеш, јасно, United Europe беше Да, 91, Тото Кутуњо од 92, да. Тото Кутуњо, ние тогаш леговме да се колиме меѓу себе. А тоа е некај балкански синдром на самоуништување и на одење контра спротивно на ветровите, тоа некогаш симпатично. Во нашава генерација излезе глупо, знаеш. Глупо излезе. Ние баш искочивме глупи. А и не само тоа, туку мислам дека нашите институции беа појаки зашто беа во една конкуренција. А ако се сеќаваш универзитетот од Скопје, Кирил и Методи, конкуренција беше Белград, Загреб, Лјубљана за најдобрите студенти. Што значи дека тие мораа да трчаат со нив. Да се доведеме до сега до ситуација кога на една последна листа што објавија таа од Дабу што ја прават листата, Вилјадито место кое сме. не само тоа, под Крагуевац и Ниш да. и Нови Сад, што никогаш не било во историјата. Па и Вардар играше во Југословенска лига и беше Да, и во првиот дел на табелата сега често е беше втора македонска лига, што понатамо да зборувам. јасно. Мислам, знаеш како, така е како што морало да биде. Нема ширината на просторот, да. Затоа нели и оваа за европска интеграција што го зборуваме, нели поширок простор, поголеми шанси за сите. Тоа знаеш, тоа можеме да го вртиме до бескрај затоа што Југославија како држава имаше понуда да влезе во таа европска заедница со посебни правила, немаше потреба да чека. Веројатно да останеше таа држава, влезеше во Европска унија 90 и некоја. А и можеби грешен види меѓутоа за Македонија исто така беше една одлична рамка за развивање на нашата државност, затоа што контурите на нашата државност, нашите национални институции се изградени низ таа Југославија на крајот на краиштата. И се сеќавам, уште имам дома, знаеш, оној пасош на СФРЈ. Да. Кога ќе видам дека во пасошите на Социјалистичка федеративна Република Југославија, мојот пасош е напишан на англиски и на македонски, како еден од официјалните јазици, затоа што идем во Скопје, нели? И види, тоа е страшна придобивка, нели? Една голема држава, мојот македонски јазик бил официјален јазик. Но коменто. Но коментар. Да, така е, сега, кога сме на тема Југославија, во моментов имаме проблем со еден поранешен капетан од Југословенската народна армија, Талат Джафери. Да, затоа реков дека не сите од таа
беа на висина на задачата. Тоа е кога се лажам дезертер. Да, Двоен дезертер. воен дезертер. Абе се дезертер е или пак беше во рамките на повикот? Тоа е малце ми е чудно, нели? Па некој велат дека си изгубил пред време. Јасно. И во 2001 киднаут Арама. Затоа што кони измагла ми е дека 20 април нели беше последен рок, 20 април 92 последен рок офицерите од ЈНА да се јават во Арама. И како ти кажам, имаш добро сеќавање очигледно. 92 Јасно. 91 беше пред 30 години. Нешто паметам, нешто не, нешто паметам 86-та Чернобил кога пукна тоа. Да. Не, тоа го паметам. се сеќаваш дека Дека немаше јаготки и треши. Не брка, од да сте влегне таму да јадеш. Во тоа време па беше и нормално да влегуваш од туги дворови и да крадеш јагоди, треши, не знам кај си, цело лето помине така без да смееме да земеме ништо и тоа ми остана. Видиш каков е тој чуден момент, тоа ми остана. Ако се сеќам на некои работи од тоа време, нешто не е секвенција, Чернобил ми остана во памет. Ајде, мој другар кој што бил тогаш во ЈНА, па се сеќава, вика како војска шо јагоди си изнајадовме. Што за нив не важело. За нив не важело. Контаминација. Но еве, гледаш војник во цивилство тешко се снаоѓа понекогаш. Иако имаше добар старт Талат Џафери во собранието. Знаеш како министерот Османи баш пред 2 недели кај нас во емисија во Заспи ако можеш. Јасно. Даде изјава дека Талат Џафери е најдобриот председател на собранието било кога во историја. Се согласуваш со тоа? Ма не. И што е најчудно, Мисовски од НСДП го повтори истото. А неговиот лидер до него беше Петковски беше председател на собранието и фактички го стави Талат Џафери пред. Не, ова е најбрзо забивање нож во грбот на лидерот во историја на Македонија. Значи, човек кој што беше привезок на Тито Петковски сите овие години, значи НСДП е формирана некаде зимата 2004 година. Колку се тоа? 18 години, така? 18 години си во сенка на Тито Петковски, прво што ќе направиш да ме го аргнеш ножот. Да, 18 години убаво животче. Да. Ново собрание, постојано подпредседател, постојано привилегии. Сега излегува нека контроверзија околу тоа, на стари години човеков дипломирал. Тоа не знам. Не знаеш? Не навлегувам во школскиот систем во Македонија, генерално ме нервира, не навлегувам. Сака ти кажам... Не, добро, ама види сега, пази сега, искрено се зборуваме, затоа што ти си прошол низ тоа. Што е на крајот на крајшата универзитетска диплома? Темелно си прочитал 40 книги во нашиве области, во медицина и во другиве инженерства во 80 книги си прочитал, но тоа е. И сега, некој кој што немал кондиција да прочита 40 до 80 книги на време, не ми го квалификува за лидер на партија или за подпредседател на собрание. Во ред, мислам, може да дискутираме. Јас сум сретнал прекрасни луѓе кои што немаат високо образование. Меѓутоа, ни животот, низ искуството се профилирале како врвни политичари, луѓе од доверба и така натаму. Мисовски постојано својата кариера градеше како ситен провокатор, кога требаше на НСДП или на коалицијата околу СДСМ некој да прави проблеми, да прави инциденти, тоа беше Мисовски. Ке му остане како една тешка лузна и тешка дамка животна водењето на она седница 27 април 2017 година, кога не знаеме до ден денес колку е тоа процедурално, колку луѓе го избра Талат Џафери за председател на собрание. И ти во трета секунда, каква трета секунда, веднаш кога Тито Петковски се повлече, кога овој дојде до шанса, се случува што се случува. Дури се зборува дека има проблеми со процедурата. Не знам дали се случило тоа. Ме забавува, не сакам да спомнам имиња во принципа, ме забавува еден така наречен аналитичар. Шо вели? По име Ненат Јовановиќ. Една интересна фигура од Квадрација, кој не се лажам. Аналитичар во најлошата смисла на зборот се работи за лице кое што нема срам, веројатно, и нема никакви стандарди во животот. Еднаш кога го викнавме во емисија со Горан, ни беше тоа скромно кажано масакар во улицата на Брестовите. Меѓутоа нема никаков срам, подоцна беше на некаков... Дали виде она трендо што му изнеде? Затоа што... Само ти кажам, сега објаснува дека исто во ова лице, потоа горе на една друга телевизија од него направи варено јајце, мислам буквално. Се сеќам, да.
кога кажа дека жена му не била вработена во Тецна Готина, него во хет страшно е работи. Понижување на јавна сцена, истото лице и понатаму изигрува аналитичар и дури добива по неколку лајкови на Facebook. Што да кажам, исто лице тврди дека диктатурата е кога на граѓаните слободата им е загрозена, а не кога на партиски јавни службеници талат им е заклучил вратата за да ги преброи. Како да објасниш ова дека народните избраници трпат за граѓаните да бидат слободни и народните избраници трпат за граѓаните да не бидат под било чии тоталитаризам, тоа е идејата на јавната служба. Ова лице на пример е готово да брани било што. Јас тврдам дека да нели го најдовме како Кетута Рифи земал колку земал? Тоа тврдеш дека тоа не е точно. Па колку има Ненад Јовановиќ во Македонија? Не знам, можеби мало повеќе. Така тврдеш. Така ти кажам, ова се тие ликови кои што не знам утре да не нема Кина, да не од некоја лудо случајност Виетнам да ја освои Македонија или да стане влијателна држава, добар дел од нив ќе се прекрстат у Хо Ши Мин без никаков проблем и ќе станат виетнамци и ќе тврдат дека имаат потекло од не знам од Јужен Ханој. Тоа се ликови без срам, без перде. Ја не знам што друго да кажам за нив. Не, може да срамата што живееме во иста земја. Не знам дали виде Трендо го фати едно време пишуваше колумните, текно или уште пишува, да. Кој Трендо? Не Трендо. Трендо го фати Јовановиќ. Затоа што Трендо чита овакво и видел му пратил некој кој вика види многу писмена колумна вика овој објавнената. Гледа колумнава Трендо, му делува познато. И по некој време му кликнува. Ако ти се верува, цела колумна на Басара од Србија препишена. Памтам како нема. И на крај само последната реченица видоизменета. Го читам. И види, мене знаеш што ми е фрапантно, што после таков срам блам треба нормално да си сам да се повлечеш на 2 години да те снема, да завршиш нов факултет, да продаваш осигурување, некои такви работи. Ивица, како да објасниш дека оваа држава Саши Политико е некаков новина или Бранко Дишковски? Не се како Бранко има минат труд сега, знаеш. Има минут труд, меѓутоа ова што го прави последниве 10 на 15 години е точно, не можам да кажам срамно, полошо од срамно. Се согласувам. Минат труд е мислена некаква именка. Тоа што значи тоа минат труд? Не можеш ти врз база на некакви стари твои заслуги да глумиш лудило се. И да правиш работи кои што не се прават. Не, да се вратиме само на ова. Како го толкуваш ова што се случи вчера во собранието? Никако не го толкувам логична последица на распадот на целиот организам во Македонија, за жал. Не владат никакви правила, нема правна држава, нема ништо. Мислам, ова ми јас избегнувам кај нас во емисија да го кажам. Тоа, ама овде сум сепак гостини, имам право да бидам поискрен, веројатно. Што да кажам на ова? Се е можно, може и полошо од ова, може и да ги тепат. Ги заклучи. Гледав вчера Милан Ливков како снима со тоа камерата и вика што е ова, му зборуваат. Човекот решил да ги преброи таму и готово. Никако не го толкувам, освен како целосен распад на субстанцата во Македонија. Не знам како поинаку да го кажам. Мене ми е страв дека изгубивме секакви вредности. А поминаа тие точките или што? Ја прекинаа 71-та седница. Затоа што имаше 38 луѓе внатре. Од власта немаше ни еден. Значи нема кворум. Нема кворум, овој ги затворил за да ги пребројува, овие тропаат на врата. Надреална сцена. Мислам, знаеш како, ќе идеш во некој држави, па таму се тепаат редовно. Немам пајма, во Турција има тепачки, во некои други парламенти има, И во рете, види, на крај. Ама ова е друго. Да. Ова е, како ти кажам, јавно презентирање наследство. Ќе ви правам што сакам. Поракато дое, ќе ви правам што сакам. Значи погрешил Бујар Османикева своја емисија. Факт е тоа. Далеко од тоа дека не е добар председател на собрание Тала Џафери, значи сме имали ние професор по уставно право. Саво Климовски, сега кандидат за уставен судија. Сме имале Стојан Андов останува легендарен во еден собранински состав кога уставот беше поминат ако те текнува 17 на ноември 91 година. Целата таа постапка, да. Сите имаат киксови, но неверојатно е дека во 90-тите години ива се чини повеќе смисол за демократија и плурализам отколку сега. Не само 90-тите, се сеќаваш на Љупчо Јордановски, па на еден
не би рекол контроверзно, на весел начин го водеше собранието, наметлив, така. Меѓутоа, мислам дека пробиваше нови демократски текови човекот. Внесе нови стилови на работа. Така. Не знам што да кажам. Ај сега да поставам гости еден пат да прокоментирам тоа и со него. Значи, мислам дека ни е време да направиме една куса пауза, а потоа наш гостин во студиото е председателот на МА Конзервативна, господин Страшо Ангеловски. Одиме со него на теми од локално ниво па до глобално ниво. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Сакаш да станеш милионер? Нова супер акција во Sport Life. Собери најмногу тикети со еден промашен натпревар и освој 1 милион денари. Акцијата трае од 19 април до 16 мај. Вашиот тикет вреди повеќе. Во Sport Life. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуцкан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Време за утрински ринг. Почнуваме со нашиот редовен сегмент утрински ринг. Наш гостин денеска ни е председателот на МА Конзервативна Страшо Ангеловски. Страшо, добре дојде во нашето студио. Добро ве најдов и добро утро најпрви. Во едно невообичаено време вака да се слушаме и да Невообичаено е затоа што сега тоа да го дискутираме често со Драган. Невообичаено е затоа што ние сме мрзеливи малку од медиумите и од интелектуалната сфера и од политичката сфера и во еден дел на денот кога граѓаните одамна се веќе будни, одамна веќе функционираат, не нудиме содржина. А инаку нормалниот народ се буди околу 6 веќе. Не знам дали ќе се согласиме. Не се согласувам дека граѓаните се одамна будни. Се уште не се разбудени, за жал. Ова во друг. Меѓутоа, Страшо Ангеловски ни е тука затоа што одиме обратно од она мото на екологистите, нели, мисли глобално, делува локално, ке тргнеме обратно од локалното. Се навршија 6 месеци како советник во градот Скопје, Страшо, или не? Во математиката има два методи, дедукција и индукција. Значи од општото кон поединечното и обратно, од поединечното кон општото. Па не знам, некаде можеби 6 месеци. Јас сум за прв пат, да речеме, советник во градот Скопје, за прв пат се соочувам со локални проблеми и не сум многу среќен заради тоа, искрено си кажувам. Мене во животот, ако ме интересира дали ќе имаме 100 метри повеќе одвод или ќе имаме ваков или онаков тротоар, најверојатно досега веќе ќе учествував во работа на некои локални теми.
Но што е тука е, се посветувам онолку колку што можам, тоа ќе рече максимално и на тие локални проблеми, за да придонесам колку може да ги решим. Како функционира коалицијата сега? Значи тука сме коалицијата собрана околу ВМРО, вашата партија МАК, конзервативна, потоа Левица и Алијанса е некој... Така, тоа се условно речено надворешни коалициски партнери, наспроти нас внатрешните, кои сме во коалицијата за обнова на Македонија. Ајде да видиме едното, и тоа внатрешното и надворешното како функционира. Па може би надворешното дури функционира малку подобро отколку внатрешното. Па да, видете, големите партии како ВМРО, ДПМН ги почитуваат бројките. И ако некој вам ви дојде со четворица советници, вие сте подготвени заради потребите на коалицијата да му дадете онолку колку што ќе побара или дури малку повеќе. А ако сте внатре, тогаш ќе добиете она што ќе го добиете. Јас ова како пример ќе ви го кажам, некаде 2011-та бев во име на коалицијата во Делчевско и отидов во село Звегор и се собраа луѓето и ми велат: "Страшо, пренеси им таму, те молиме, дека кога е ВМРО на власт, ништо не прават за нас, затоа што знаат дека сме ВМРО-вци. Кој е СДС на власт, повторно ништо не прават за нас, затоа што знаат дека сме ВМРО-вци. Така некако и ние кои сме си постојани коалициони партнери, ја имаме таа судбина. Јасно. Не, меѓутоа од она што го знаеме тука во студио ни беше и Наим Бајрами, заменик генералниот секретар на Алијанса на албанците. Ни беше и Амар од портпаролот на Левица и тој еден од советниците и ни опиша дека Страшо Ангеловски е еден од најсилните советници во град Скопје и токму затоа што ние го знаеме Страшо на национални теми, нели крупни, од еднашка слушаме. Не може да избегува својот карактер, предпоставува. Сега вака, значи јас и во Советот на град Скопје се занимавам повеќе со глобалните теми. Тоа ќе рече водам битка за укинување на двојните стандарди во односот на советниците. Упорно и упорно. Јас таа битка ја водам веќе 25 години. Јас сум свесен дека двојните стандарди се оние кои го уништуваат светот во меѓународните односи, а двојните стандарди се оние кои ни ја разјадуваат татковината однатре. Заради тие и такви двојни стандарди дојдовме до овде кои што сме. Значи, таа битка ја водам и упорно ја водам од седница во седница, да се надеваме, мислам дека веќе дава резултати, дека на последната седница, че не знам колку ќе биде интересно за слушателите, на последната седница, кога требаше да прифаќаме или не прифаќаме извештаи на средните училишта, на раководството на средните училишта, имаше 3 извештаи според кои дотогашните директори работеле се според словото на законот. Јас станав и реков, јас, и ако тие директори се од спротивниот политички табор, јас ќе гласам за, затоа што, меѓу другото, нашата улога како советници е и да го препознаваме законитоста и незаконитоста, нели, да го препознаваме правилното и неправилното работење, и при тоа реков, пред себе ќе се чувствувам нечесен, доколку цел живот се борам против двојните стандарди, а денес да застанам токму на страната на тие двојни стандарди. И поминаат извештаи? Да. Помина, може би малку со незадоволство некои мои колеги од мојата страна, меѓутоа потоа имавме еден мал проблем, технички проблем, и двајца советници од ДУИ застана на наша страна и рекла дека заради мене застануваат на оваа страна, затоа што се соочија со бегањето од двојните стандарди. А можеме само да спомнеме, за да ги подцртаме, за да ги подцртаме сега. Помниш кои 3 училишта беа? Па едното ви е тука во соседството, Владо Тасевски, другото е гимназијата Ѓорѓи Димитров, и сега третото ќе ви го кажам во наредната емисија, кога ќе ме поканите. Не, меѓутоа вредите или вака да, во секој случај. Така е. Интересен момент ова што го зборувате, Страшно, од една страна на локално ниво, барем во град Скопје за сега добро праќаат работите, од друга страна предпоставувам види се што се случи вчера во парламентот. Јас бев малку и радикален, можеби во првиот дел од емисијата, реков тотално ги губиме сите нишки на демократијата, ги изгубивме сите стандарди. Дојде време председателот на собранието да ги заклучува пратениците во сала и да не им дават излезат. Може една споредба да направиш во Трајко Славевски
универзитетски професор, раководи со Советот на град Скопје, Мамо Тала Џафери. Има ли воопшто простор за споредба? Би било дури невкусно да правиме споредби. Добро. Инаку јас оваа состојба во која се наоѓа државата ја дефинирам со два процеси кои паралелно ни се случуваат. Тоа е од една страна процесот на заевизација, од друга страна процес на дуизација на Македонија и тоа е погубно, тоа е катастрофално за оваа држава. Ајде да дефинираме прво заевизација. Еве вака, заевизмот да речеме, тоа е поглед на светот или поглед на големиот град од позиција на полжав. И тој го гледа од некаде, од некоја нива, го гледа големиот град и сака да го освои и тргнува со лигавење и со ползење, тргнува и доаѓа во ситуација да го освои и потоа се однесува така како што се однесува. Додека дуизацијата е истото тоа, само што е погледот од шума или од планина, повторно со желба да се освои големиот град или да се освои светот. И ние дојдовме во една ситуација на примитивизам, целосен примитивизам, од лулка на култура, од лулка на писменост, Македонија стана дувло на примитивизам. Она сето нам што ни се случува во последните години, ќе извините, меѓутоа говорењата на Заев на англиски, говорењата на српски, однесувањата негови, однесувањата на Тала Џафери говори дека ние тонеме во тој примитивизам, тонеме во еден простотилук од кој ако набрзо не се извлечеме, Македонија ќе стане црна дупка на Балканот и јас затоа се ќе ви кажам, еве, повторно ќе се навратам на Советот на град Скопје, јас сум и претседател на Комисијата за култура. И моите заложби, значи во Советот, навистина си кажувам многу сериозно, не се однесуваат на тоа дали ќе го прошириме тротоарот на не знам која улица и сето тоа, се однесуваат како да ја вратиме културата меѓу граѓаните на овој град. Оти, оној кој ние можеме да се возиме и по малку понеквалитетен асфалт. Ние можеме да пешачиме и по малку потесен тротоар. Меѓутоа, ако ја немаме културата, ние немаме ниту каде да се движиме, ниту зошто да се движиме. Повторно ќе избадне она џабе имате канти за отпадоци кој нема кој да фрли натре. Добро. Многу убаво го реков тоа дека примитивизмот дојде на голема врата, порно беше наметнувано дека десната опција е таа што е примитивна, дека таа што е неписмена, некултурна, тоа небањата се кажа. Небањата, еве, да, сите ние небањатите, и тоа беше градано, да не речам со генерации, дека тоа е тоа, овие се елита, овие другиве се примитивци, и потоа дојде едно радикално свртување кога се покажа јасно и гласно кој реално е примитивен, кој не е. Меѓутоа не го земам тоа само врз примери на еден или двајца луѓе. Овдека станува збор за примитивизам на целата структура, ме се чини. Затоа што честните и непримитивните и образованите се тргнаа на страна. Сега пред да дојдете зборувавме малку со Ивица околу аналитичарите. Имате аналитичари кои што аналитичари нели претежок збор кои што не знаат што кажуваат. За не зборуваш. Знаете, кога зборуваме за десницата и за левицата, кога зборуваме за културата и некултурата, ние треба да знаеме дека сега формираната десница во Република Македонија после 90-тата, после самостојувањето, се претежно луѓе потомци на претходната македонска интелигенција. Луѓе потомци на оние кои нешто работеле и создавале до 41-та. Да. Додека левицата од веднаш после 45-тата се луѓе и нивни потомци кои дошле од нигде никаде. Од шума право во водно. Имено и седнале, го узурпирале водно и седнале таму и 45 години се мачеа да создадат црвена буржуазија. Ја создадоа вака или онака, меѓутоа ја создадоа, ако карактеристика за буржуазија е богатството, ако карактеристика за буржуазија е дури и инцестниот однос, односно затварањето на таа и таква буржуазија меѓу себе, исклучување бракови и така натаму, тогаш го создадоа. Меѓутоа, ако земеме дека карактеристика на една буржуазија треба да биде и културата, е тогаш тука се неуспешни. И нормално е дека денес десницата, како потомци на луѓе кои создавале, на луѓе кои биле интелигенција, нормално е да ја пројави својата интелигенција и таа интелигенција и таа култура да се покаже. И обратно, некултурата и примитивизмот да си се врати на корените и го имаме она што го имаме денес. Добро, меѓутоа,
страшно интересен состав се сега, например, од СДСМ ми се чини Љубица Јанчева е таму доктор по историски науки. Не знам кои се другите во Советот, меѓутоа во делот на културата сакам да кажам и опозицијата е добро подкована, предпоставувам, така што не знам како функционира тоа, предпоставувам дека имате содржински дебати, барем се надевам, или? Па сега ќе ви кажам, дури стручните служби кои доаѓаат и ги подготвуваат седниците на комисиите, јас сум човек кој нетипично ги води седниците и нетипично се однесува и општо во животот и во политиката. Јас не сум од оние класичните политичари кои нели е зацртано, туку сум малку нетипичен во сето тоа и така ги водам и седниците на комисијата и дури луѓето од стручните служби се изненадени оти досега седниците на комисиите за култура ретко и се одржувале, затоа што немало доволно мнозинство, биле неинтересни и не доаѓале членовите на комисиите. А сега ние ги имаме сите советници на број и се усогласуваме околу потребата од културата не познава партиски граници, барем не би требало да познава партиски. Нема, и се сериозни институции. И се усогласуваме во многу нешта околу тоа, посебно затоа што културата има сериозен проблем во градов. Ние имаме институции кои за жал работат само по двајца вработени. Ќе го споменаме, култниот дом Кочорацин спроти гимназијата Јосип Брз Тито, наму каде што како млади сме, тој работи со само двајца вработени. Просто директорот моли за да му овозможат нови вработувања, меѓутоа Министерството за финансии веќе 5-6 години наназад не дозволува нови вработувања. Знаете дека Министерството за финансии е тоа која мора да ги одобри средствата за новите вработувања. И сите останати институции од културата се судираат со тоа, а за тоа вината не се наоѓа во Советот на градот, не се наоѓа никај градоначалникот, туку се наоѓа во Министерството за финансии. Не сум ти кажал ова, Драган, таман тука ни е гостин, се ме инспирираше. Нели го винија новиот директор на КИЦ, Тони Димитров, дека немал вебсайт на албански јазик. И Тони го знаеш, беше во 103-ка, ке ни гостува и нас во студија, интересен лик е да видиме што ќе внесе кон новини во КИЦ. И не ми го покажа наодот од инспекторатот за јазици. Добро. Знаеш ли што утврдиле? Дека таблата пред институцијата покрај на македонскиот јазик кој што го зборува 20% не била на англиски. Wow. А се крена галама дека нели не почитува албански јазик и така натаму. На крај, не знам дали сте во текст ова работа. Секако сум, меѓутоа, знаете што, ако вие му забележувате некому дека се однесува, ајде да речеме, небрежно спрема јазиците, спрема јазикот, тогаш зашто зборуваме кога министрите кои доаѓаат од ДУИ зборуваат на албански, кога одат без знамето на државата која представуваат и така натаму. Чинам дека е тоа малку понебрежно отколку ова што се случи. Малку повеќе. Малку повеќе. Добро, имаш објаснување, не знам, бектеши дека погрешен бил преводот практично. Кога беше во Албанија. Она кога рече дека не бил македонски министер на албански јазик, тоа имала поинаква транскрипција, дека се најде на некаква граматичка. Абе види, ова ми делува како Бајден кога кажа ќе го брани Америка Тајван, па после испадна дека нема да го брани, кога му праќа оружје да се брани само, да. Испаѓа дека во последно време кога ќе даде политичар изјава треба да иде двајца толкувачи да двајца толкувачи. Меѓутоа, вака да сме начисто, она што Бектеши го стори, тоа ќе го слушаме се повеќе и повеќе. За жал, ние веќе немаме држава Македонија. И од тука ние немаме ниту националност македонска. Од тука човекот е дури и во право кога ќе рече дека тој не е македонски министер. За жал. И ние го прифаќаме, затоа реков граѓаните се уште не се разбудени. Последен чекор беше, еве да направиме вовет, беше она што се случува со Македонската православна црква. Ајде да знаеме дека страшно има различен поглед. Да, во бурата од фалби, пофалби, радости, клици, се, добро да се слушне и поинакво мислење, па баш беше вчера Бранко Ѓорѓевски, кој што важи за еден од поголемите познавачи на религиските прашања, тој е, би рекол, умерен песимист.
со прашање, меѓутоа вие се имате... Значи не треба да бидеш познавач, треба да бидеш логичар и да ги следиш нештата, онака што се случуваат. Јас нештото со Македонската православна црква ќе го објаснам од 3 или 4 аспекти. Значи првиот аспект, ние мора да знаеме која е Вселенската патриаршија, за да дојдеме до она што ни се случи. Формирана 391-та со епископ, па некаде после едно столетие станува патриаршија, Цариградска патриаршија, за да 596-та стане Вселенска патриаршија, односно се самопрогласи. И како и да е, таа и таква Вселенска патриаршија работи во интересите на источното христијанство се до некаде почетокот на 19-тиот век. Посебно од 1453-та, кога Османлиското царство се шири на Балканот и Османлиското општество се дели на религиозни групи или милети, и такви милети имало, да речеме, еврејски милет, кој бил одговорен за евреите, ерменски милет за ерменците, исламскиот бил оној кој е доминантниот и оној кој е од прв ред, додека сите останати се од втор ред, и тука постои Рум милетот, тоа е ромејски, како сакате да речете, Рум милет во кој главната улога ја добива Вселенската патриаршија и која работи на ширење на училишните дејности и така натаму. Меѓутоа, на почетокот на 19-тиот век, кога според Вестфалските принципи од 1648, според кои се формира денешнова нација и држава, почнуваат да се формираат и националните идеи за национално-државни творби на Балканот. Тоа повторно е по потреба на Британија и Франција за да се одземе силата на Отоманската империја и формираат такви држави на Балканот и на Арапскиот полуостров за да се одземе силата. И во тој момент Вселенската патриаршија се станува политичка институција и се прогласува за грчка црква. Почнува со грцизација на христијаните. Значи од отоманска станува грчка. Можеме така да кажеме. Ајде, не е отоманска, туку е представник на целото источно православие во отоманското царство. Но е дел од институциите на отоманското царство. Да, секако. И станува грчка црква и започнува со грцизација на сите православни во овие простори. Дури најопасна станува кога се појавува мегали идејата, таа е една од најгорливите поборници на мегали идејата. И сега таа и таква грчка црква, еве за информација на слушателите да знаат, да речеме, се протега во Турција, во Грција, посебно во Северна Грција, интересно, односно егејскиот дел од Македонија, додека незите оние 15 острови, и се протега на територијата на Соединетите Американски држави. Таму има 550 епархии има на територијата на Соединетите Американски држави и 1800 епархии во Грција. Или по членство или по верници има 5000 верници во Турција, во Истанбул, има 3.800.000 верници во Грција, и околу 1.500.000 верници во диаспората, односно најмногу во Америка. Таа и таква Вселенска патриаршија, односно грчка црква, во 2018-та ја признава Украинската црква како црква на Република Украина. И од тогаш раководи со нејзината диаспора. Да. Тоа ќе рече. Со манастирите во Украина. Тоа ќе рече и во Кореја, но Кореја е приказна за себе, таа е по друга приказна. Значи тоа е првото, да знаеме која е таа Вселенска патриаршија, која е всушност грчка црква. И потоа таа и таква Вселенска патриаршија, Понтије Пилатовски си ги изми рацете и рече: да, ве примаме во сослужение како црквата од Охрид на територијата на Република Северна Македонија, но проблемите решете си ги со Српската православна црква. И Српската православна црква, како што сме сведоци, на голема наша радост, ни даде автокефалност и повторно Понтије Пилатовски, како топче од пинг-понг, ја префрли МПЦ повторно во рацете на Вселенската патриаршија. До тука беше улогата на Српската православна црква, која ја одигра маестрално и наместо да ја признае автокефалноста на Македонската православна црква од 1967 од третиот собор, граѓанско црковно народен собор, таа дава нова автокефалност. Да,
доколку ја признаеше автокефалноста од 1967-та, тогаш ќе знаевме дека е тоа континуитетот на Македонската православна црква. Денеска се изведува нова автокефалност на една нова црква, која ќе нема ништо заедничко со Свети Климентовата црква, која ќе нема ништо заедничко со она што се случило пред денешниот настан, односно пред добивањето на новата автокефалност. И сега, знаете, јас знам точно, би сакал прв пат во животот, која ја напишав оваа колумна на денот на победата над тројазичието, нели, кој Свети Кирил и Методи го победиле тројазичието, и за прв пат еден нов јазик воспоставиле, македонскиот во Европа, и за прв пат сакав да погрешам во анализата и да не бидам во право. Меѓутоа, за жал, ќе бидам во право, со тоа што Вселенската патриаршија или Грчката црква ќе донесе одлука да постои автокефална црква на Република Северна Македонија, која ќе ја нарече Охридска црква или Охридска архиепископија или не знам како. И со тоа завршува создавањето на една нова држава на Балкан. Ако тргнеме повторно сега според оние принципи на Вестфалскиот договор, за да постои една држава, треба во источното православие постои тројство: држава, нација и црква. Ние со Преспанскиот договор подпишавме и прифативме држава Република Северна Македонија, нација, граѓани на Република Северна Македонија. За да биде комплетно, недостасува уште црква на Република Северна Македонија. Сега, откако ќе ја добиеме, завршува приказната со македонското постоење. Нема шанси Македонската православна црква да го сочува. Па не според мене, мислам дека и според тебе кога ќе го чуеш ова, и според сите кога ќе го чујат. Меѓутоа пропагандата... Види, што ми е позитивно е што сепак патриархот Порфири очигледно беше добро подготвен, за разлика од многумина на Балканот, посебно многумина во Србија. Не забележав ни во Белград, ни во Скопје од него никаква провокација. Ниту северна спомна, ниту јужносрбијанци, ниту Именно маестрално, тој немаше потреба да провоцира, тој немаше потреба. Едноставно пинг-понг топчето го врати назад во дворот на Грчката црква. Тој си го одработи своето, даде нова автокефалност, наместо да ни ја признае онаа која ние сме, за да ни ја признае континуитетот, и тука заврши. И сега, после, повторно сега има два аспекта на гледање на нештата. Оние кои се среќни од создавањето на Северна Македонија, тие треба да бидат среќни и од ова што се случува со МПЦ. Точно, таа држава, нова држава, ќе има и своја автокефална црква која ќе сослужува со сестринските. Меѓутоа, оние кои не се согласуваат со губење на идентитетот, со промена на името, тие не може да се радуваат и на создавањето на оваа нова црква. И јас, искрено, не можам да ги замислам по социјалните мрежи, вели, Господ ни даде да имаме автокефална црква и така натаму, и одоздола никогаш Северна само Македонија или Македонија вечна. Не може, неспоиво е тоа. Или ќе се радувате на новата творба, Република Северна Македонија, заедно со таа автокефална црква, или ќе се борите против тоа и да си го вратите и да се дозволи, ја ќе видам се ѓаволов адвокат, или еде прво... Ангеловски, сакав да кажам друго. Се согласувам дека Вселенската патриаршија игра својата улога како што замислила, дека и СПЦ веројатно си го направила тоа што планира, меѓутоа нели е веќе доволно, не сте вие тие што тврдат, ама сепак нели не е доволно да покажуваме со прст само кон надвор. Сами сме се виновни за себе ова. Дефинитивно, значи јас во сите мои настапи, во сите мои говорења, кога ќе ме прашаат што сега со Бугарија, на пример, со официјалната Софиска. Јас не сум уплашен од нивните барања. Јас сум уплашен од нашата подготвеност, докаде сме подготвени да задоволиме туѓи барања. Според тебе, докаде се подготвени овие од власта? Заев го видовме. Заев нема проблем да каже дека сме, како беше? Заедничка историја. Заедничко. Не разделија Југославија и така натаму. Значи, со ова што ќе се случи со црквата. Веќе Бугарија можно и да престане со понатамошни барања. Нема потреба, мислите? Па, мислам дека според ова сето, според тие вестфалски принципи, ние создаваме нова држава без корен назад. Не е случајно избришано и придобивките на Асном од Уставот на Република Македонија. Ништо не смее како документ да остане пред ова што денеска се случува. Зашто асномските придобивки се сосема јасни.
Таму нема можност за нова држава северна, ваква или онаква. Од друга страна, на АСНОМ ние имаме делегати и од Кукуш, ние имаме делегати од Петрич, ние имаме делегат од Прешево. Значи, АСНОМ е многу јасен и дециден. Ние имаме тристрански мисии. Имено, токму затоа мораше да го избришат јасно. За да дојде до ова. Што остана само? Па ништо, остана само пелинце, ама и затоа што како беше остана само избришаат е од основном како значи, се преамбулата. одлуките се избришани. Инаку останате јасно како прогласот е останат. Ами јас Маак даде проглас 91-та за независна самостојна, но тој не значи ништо. Осамостојувањето значи нешто официјалното. Така што прогласот е ништо условно речено. И од друга страна тоа е и бришењето на АСНОМ може да се припише и на нешто друго. На комплетната нацифашизација на Европа, чија прва жртва е Република Македонија. Значи, ние имаме од 2006 година, 16 години, ние во Симница, Гостиварско, имаме споменик на докажан соработник на фашистичка Италија, Джемо Хаса, човек кој за 50.000 лека месечно работел за италијанската фашистичка држава против антифашистичкото движење. Ние имаме притисок од внуците на монархофашистите од Грција кои ги протерувале децата 48 се до потпишување на гарантна окупација со договорот од Преспа. Луѓето не знаат дека има два начина на окупација. Едното е вооружена окупација, втората е гарантна окупација. Гарантна окупација е кога ќе потпишете договор со две држави со кои едната се обврзува пред другата да биде транспарентна до крајот на изведување на сите точки од договорот. Ние се наоѓаме во гарантна окупација во однос на официјална Атина. Значи тоа е вториот момент на фашизација, на победа на условно речено монархофашизмот врз една антифашистичка држава, која меѓу другото македонскиот народ е можеби единствениот покрај рускиот кој сам се ослободи во антифашистичката борба. Сите останати со англо-американските или руските тенкови се ослободени. Само овде не стапна ниту еден. Добро, дејството на Црвената армија помогна, нели? Не, секако да е помогна. Меѓутоа сме еден од ретките и сега конечно еве Бугарија исто со својот фашистички менталитет од времето на Втората светска војна, преку тие фашистички методи со клубот на Ванчо Михајлов и со сето она што прави, го работи на уништување на антифашистичкиот карактер на македонската држава. И кога ќе се уништи антифашистичкиот карактер, вие веќе немате основа врз која сте го изградиле она што денеска го имате и затоа потоа станувате Република Северна Македонија. И кога сме околу тој фашизам и антифашизам, јас на 9 мај објавив еден текст, тоа беше манифест на антифашистичкиот ум. Се работи на бришење на антифашизмот како придобивка во умот на поединецот, меѓутоа се работи во бришење на колективната меморија на антифашистичката војна. Се релативизираат нештата дотаму што се изедначува фашизмот со антифашизмот, се изедначува она што беше повод за Втората светска војна со одбраната и со 30-40 милиони жртви кои беа дадени против тој фашизм. Јасно. А добро, во делот со Бугарија, факт е дека спорот е рационален. Факт е дека бугарите не се глупави, не се наивни. Факт е дека бугарските барања и на нив самите веројатно приватно им звучат глупаво. Што правиме ние? Мислам сигурно кога седат тамо, не знам, Радев и Петко викаат тава што се глупираме. Меѓутоа се инсистира на тоа. Да се инсистира на тоа може само од позиција на апсолутна супериорност. Мислам дека не мислам во ментална смисла супериорност или не знам во смисла на интелектуална супериорност. Туку политичка чувство дека со овие можеме. Едноставно. Повторно имав тексти на таа тема, реков, за нашава држава името може да и биде РУМ, скратено име, или Република Уценета Македонија. Бугарија, значи официјална Софија. Јас сакам секогаш да правам дистинкција меѓу народите и официјалните политики. Значи, официјална Софија и официјална Грција едноставно ја искористија својата положба за да може да не уценуваат. Што е ако не е уцена,
Тоа дека вие мора ова да го направите, мора она да го направите и така натаму и така натаму. Бугарија посебно, тоа е една држава која да речеме без да исполни какви и да е критериуми и демократски, и економски, и какви и да е, стана членка на Европската унија и на НАТО заради потребите на Соединетите американски држави да стави уште 7 нови држави во Европската унија наспроти онаа стара Европа која постоеше дотогаш, за да ја има можноста на прегласување, надгласување и вршење притисок внатре во ЕУ. Бугарија и Романија така станаа членки. Значи без никаква заслуга, без никакви критериуми. И сега само затоа што пред нас станале членки ја користат позицијата да не уценуваат до бескрај со антицивилизацијски барања. Значи, да се разбереме, и барањата на официјална Атина, кои Заев ги исполни преку раката на Димитров. Беа вон памет. И значи тоа е антицивилизацијско луѓе. Ние не можеме да зборуваме за цивилизацијско достигнување. И доколку Сорос, кој нели ги креира цивилизацијските односи во отворените општества, вели дека мора да ја победиме Русија затоа што ќе пропадне цивилизацијата. Јас искрено сакам таквата цивилизација да пропадне. И без Русија да победи, таа ќе пропадне од декаденцијата, ќе ја изеде однатре самата себе си ваквата цивилизација која ни ја промовираат Сорос и останатите, таа е осудена на пропаст и таа ќе и од тука мене пак се двојно повеќе ме чуди да речеме изјавите на македонскиот државен врв кои веднаш прифаќаат Финска и Шведска да станат итно членки на НАТО. Чекајте бе луѓе, дали заборавивме, низ што се поминавме за да станеме членка на НАТО. Сменивме име, избришавме идентитет, значи бевме малтретирани, беше воведувано ембарго код нас. Моравме да го смениме знамето, да смениме член 49 од Уставот. Моравме да донесеме некоја референца во Обединетите нации, кои меѓу другото постојат за да ги заштитат малите држави, нас дури ни Обединетите нации не заштитија, туку дозволија да се играат со нас. Значи, низ што се помина оваа држава, вклучително и нејзините граѓани, и денеска наеднаш државниот врв да нема почит кон маките на собствените граѓани, туку да рече, ние веднаш бараме да влезат. Според кои критериуми и зошто тие би влегале веднаш, а ние се измачувавме 30 години. Министерот Османи го постави ова прашање. И шо вели? Па зошто велам да не поставиме и ние услови? Не мора да бидат, не знам сега, Турција поставува услови во основа на својата моќ. Хрватска гледа. Побара, не знам, 10 точки кои што се која од која, во ред. Но и ние да речеме, па добро, одговор на министерот беше, ама како Финска и Шведска ги исполнуваат сите стандарди, сите услови, плюс тоа се демократски земји, врвни, богати, респектибилни и така натаму, нема нешто да се мешаме. Па според мене тоа е оној синдром на инфериорност, и на помала вредност. А ние сме внатре, ама ние не се бориме. Па чекайте, поставете едно прашање макар символично и речете еве дај нешто. Искрено мислиш дека оваа влада води автономна надвршна? Не мислам ништо. А вие мислите дека постои влада? Значи јас сум сигурен дека доколку оваа влада отиде 4 месеци на одмор, комплетно. Држава ќе функционира исто како кога е таа тука. И конечно ние сакаш да кажеш по инерција функционира. Да, по инерција и сега мораме малку и да се насмееме. Конечно ги достигнавме европските стандарди. Во Европа граѓаните не го знаат составот на својата влада. И кај нас не го знаеме. Еве кажете ми ги. Страшно го научили името на премиерот, ме интересира затоа што ние тука едно време имавме ливче со името и презимето, вака да се подсетиме. На кој премиер? На Република Македонија. Се доаѓаме на Златна булевара, ама кој е тој човек? Ниту е избран, ниту некого е. На вистина еве ти си толку време во политиката. Тука со Љупчо баравме дури по енциклопедија и вртевме. Нема случај во демократија, дури и во автократија, заменик министр да авансува премиер. Не може да најдеме пример. Ова е кога ќе се искриват сите вредности и кога човек кој што никогаш не го прошол изборниот филтер, никогаш. Значи, ние воопшто и не можеме да зборуваме за вредности во оваа држава. Жално е што не можеме да зборуваме за вредности. Нека се дури и негативни во оваа држава, нема вредности. Во оваа држава веќе
токму она по инерција се одвива животот. Ние еден добар дел од граѓаните веќе како зомби суштества се движат низ оваа држава, но да знаете дека и целта на јас некаде уште 2016-та по митинзите зборував, целта е токму тоа да се зомбира човештвото и каде се удира, на 3 точки се удира. Првата точка се младите. Се удира на нивната родова припадност, да се овозможи тие кога ќе станат возрастни да кажат дали се машко или женско. И повторно имав текст на таа тема. Во источните австралиски мориња има риби кои се нарекуваат барамунди. Тие кога ќе достигнат одредена тежина, тогаш се определуваат дали се машки или женски. Тоа истото сакаат да го... биолошки. Да, биолошки. Тоа истото сакаат да го сторат со човештвото. Значи, прво се удира на младите, по нивната родова припадност и со дрогата која станува катастрофална ситуација. Второ се удира по семејството, нели, како столб на традиционалното општество и традиционалните семејството во корен. И трето се удира по националното постоење и со тоа кога вие ќе добиете човек кој родово не знае што е, дали е машко или женско. Кој семејно не знае дали има двајца татковци, 2 мајки, нема, има семејство и не знам што, и кој под националност не знае што е, вие имате зомби. Имате човек кој само се движи. Да, ама не може тоа да се случи, бе. Но е убеден дека е достигнал врното ниво на слобода. Тоа е многу интересно. Страшно, човештвото функционира во некои врвици, условно кажеме, така да го кажеме. И сега преку ноќ да ги бришеме машки пол, женски пол. Па не е преку ноќ. Не е преку ноќ. Се случува со години и години, не е преку ноќ. Не е преку ноќ, само што сега тоа се наметнува како не како нормално, туку како поголема вредност од она на што ние сме навикнати како традиционална. Значи, сега е поголема гордост, замисли, да шеташ по улиците на Скопје, преоблечен во женски алишта и да раскажуваш за каква гордост, отколку да си оземеш сопругата и детето за рака и да се прошеташ по улиците. Па ја читав сега, не одам на универзитет во САД, изберкам професор, затоа што кажал очевиден факт. Му рекол на дечкото, ти си момче, не си девојка, очигледно е. До таму стигна? До таму е стигнато. Мислам дека е во право Сташо Ангелски, дека одиме во тотална таа декаденција сама себе ќе се изгледа, нема друго. Во Њујорк има еден револт на родителите во државата Њујорк. Решила државната власт, затоа што тоа е главно од либералите од демокративе, да ги обединува вецињата, да мекнеме машки и женско. Има страшен револт од родителите, сега работата е прекината, затоа што родителите велат од многу аспекти е потребно машко и женско веце, ако ништо друго. Значи, нели е малку нелогично во ерата, кога во секој град имаме осветлени паркинг места за жени, за да се спречи злување, да ги обединуваме јавните вециња. Многу работи се апсурдни. Една од најапсурдните ова со спортот, малку излегуваме од темата. Спортот е значи, се случуваат следниве работи. Влегува дечко, кој што е 350, мислам дека на ниво на мажи во Америка, значи зборуваме за 3-та класа на пливач, одеднаш му текнува дека е жена, не му викаат во ред, ти си жена, и он ги победува таму сите. И сега жените, девојките викаат, ама не е фер, ово има замав 1 метар поголем од нас, тоа природата го дала. Има плуќа, како се вика, дробови поголеми, не е фер. Уште поголем апсурд. Ово што е Ultimate Fight. Влегува кретен, јас не знам поинако збор да кажам за него, третокласен борец, кој што јадал ќоте главно, одеднаш кога се кажува дека е жена, го ставаат во ринг со жена и он ја крши главата, черепот и го расцветал на пола. И сега излегуваат тие што им се најголемата трагедија, тие што им се шампионки во Ultimate Fight, и велат, па добро сега, ете, и тоа е жена, знаете, мада, ете, има поголем удар, ни самите не може да кажат, луѓе, овој му го искаш и го искаш и черепот на девојката. Само да кажам, женскиот спорт е безсмислен, јас ќе кажам од примеров. Ќерка ми пливаче долго време, вие не знаете кога ќе дојдат во определена возраст, кога се решаваат да бидат малце посериозни, девојчињата и момчињата имаат по 4 сата тренинг во базен. И пази, за тие 4 сата тренинг гледат да скратат десетинка од секунда. Значи мора толку време да вложи.
И сега пази, биологијата прави разлика. Апсолутно. Ако ова се дозволи, женскиот спорт е бесмислен. Мислам, зошто постои И женски сега спорт? прочитав негде дека сенатор на некој од јужните американски држави, мислам на јужните од САД, Да. стандардно тие се нели малку порационални, го укина тоа бесмислено правило дека жени и мажи можат да спортуваат на ист начин, дека односно дека мажи може да стануваат жени и да спортуваат во женска конференција. Со изјава, па да, па тоа е со изјава, тоа изјава би на го нота. кажало. Ето таков абсурд, тоа е нема врска тоа со цивилизацијска придобивка. Тоа има со декаденција, не знам. Декаденција, но да се разбереме и војната во Планска Украина организирана, да. и војната во Украина има многу врска со сето ова што се случува. Значи, може би последен бедем на традиционалните вредности, моќен бедем е православна Русија, која се спротивставува на тие и такви Ова е декадентни. богохулие сега што го зборувате во мејнстримот веднаш ќе ме прогласат. Аха, еве го страшно русофашистот сега. Да, секако се согласувам. Значи јас сум единствениот противник на војните кој се објавувал себе си против војната, затоа што јас 1999 на плоштадот во Скопје организирав протест против војната во Србија и против агресијата на НАТО врз Србија. Јас имам барем 30 на колумни напишано во 2003 против агресијата во Ирак. Значи имам пишувано. Имате бекграунд. И сега јас имам право и да зборувам и против војната во Украина. Меѓутоа, затоа зборувам за двојни стандарди. Луѓето кои 2003-та, оние истите кои се седат денес на власт, СДСМ и ДУИ, кои дури испратија и 50 на војници во состав на окупацијските сили во Ирак, воена агресија која не беше одобрена од никого, која беше неиспровоцирана исто вака, да речеме, како што е и операцијата на Русија во Украина, тие истите денеска зборуваат против она што Русија го прави, исто како што го правеше. И дали некој верува дека дечињата кои загинаа во Ирак се помалку вредни од овие деца кои денеска гинат во Украина? Дали некој уште се сеќава дека во еден Јемен, ете, и тоа сакам да ви кажам, имавме седница на Советот на град Скопје, на кој требаше да се донесе одлука за хуманитарна помош за Украина, јас станав и реков, прво не знам каде ќе биде таа помош испратена, дали во Киев или во Донбас. Од и оние во Донбас се жители на Украина и ако се руси. Второ, кажав дека во моментов, дали некој знае, дека во Јемен се води веќе 7-годишна војна, каде што 3,5 милиони деца се на рап на смрт од глад, а каде што има веќе загинато стотници илјади деца, и зошто ние да не излеземе со таква помош и за Јемен, да речеме. Ако е само мода денеска да и се помага на Украина, значи тоа се двојните стандарди и на крај реков и гласав воздржано против таа помош. И на крај денеска ќе морам да се навратам и на она што текнува на она кога излезе на еден од западниве медиуми, вика ова не се вика бегалци како што ги знаеме. Да, овие се европејци, наши. Леле, колку фрапат, значи во ера кога се буниме, нели, црните животи значаат против расизмот, сега да зборуваме тоа беше на CNN, на CNN, на интервју се кажани овие зборови, а меѓу другото, ајде да се сетиме ние на зборовите на една Медлин Олбрайт, да речеме, кога 1996-та, после првата агресија на Ирак, прашана дали вреди ова сето 500.000 цивилни жртви, дали вредат за ова што вреди. Да, одговара, вреди, вели, тоа е цената на создавањето на империја. Па зашто ние денеска зборуваме? Изгора на се, ние исто како држава затрчавме, нели, да воведеме санкции кон Русија. Да се разбереме. Ова, знаеш дека важи уште за непроверена изјава од Медлин Олбрайт. Значи ја има изјавата, јас ја имам. Да, затоа што во глобалните медиуми уште важи како... Добро, јас сум човек кој речи си никогаш не говори непроверено. Најпрвин 10 пати ќе го прочитам, ќе го слушнам за да го кажам. И се околу санкциите. Ние како држава воведовме, условно речено, санкции кон Русија. Ние, тоа што го правиме ние, тоа не е воведување санкции. Санкции може да воведе само Советот за безбедност при Обединетите нации. Ова е еднострано кршење на трговските договори.
не се ова санкции. Значи, да сме начисто, да знаеме правно што правиме ние. И затоа Русија, тие кои воведоа така наречени санкции, ги прогласи за непријатели. Затоа што тие не и воведуваат санкции, туку ги кршат меѓународните трговски договори кои ги подпишале. Значи, политиката е многу комплексна работа. Не, добро, ма нели од 2000 година ние се придружуваме кон мерките на Европската унија. И тие мерки не се санкции. И Европската унија само ги крши трговските договори што ги има подпишано со Москва. Не се тоа санкции. Санкции може да одобри само Советот за безбедност при Обединетите нации. И крај. Значи, ова се нешта кои правно се така. Ако ние сега сакаме да си работиме она како што Мали Џокица си е замислува политиката, нели? И како што Талат Џафери замислува дека е суверен и дека е господар над Македонија, над македонските души, над македонските пратеници, над македонските... Добро, што мислите, Ангеловски, долгорочно, факта дека се поделува светот сега, дека оваа нова студена војна е неминовност, речиси, ние, како што велат од нашите одгласа, ние избравме страната, тоа е тоа, ние сме на страната на Западот, против Русија, влегуваме во целата приказна, но долгорочно Русија веројатно ќе опстане. Во смисол ќе опстане во својата полн капацитет, не дали ќе опстане како држава. Долгорочно таа ќе мора да најде заеднички јазик некогаш, со САД, со Франција, со тие со кои што мора. Меѓутоа, ова прашање никој не ми одговара конкретно. Кога тогаш ќе дојде време кога Русија ќе сака да расчисти со некои други што сега и прават. Значи, најпрво не е точно дека ние сме се одлучиле. Власта се одлучи. Се одлучуваат политичките елити. Не се народите тие кои одлучиле на која страна ќе припаѓаат. Политичките елити. Како во Европа тоа се стори? Со формирањето на европската наддржава, тоа е Европската унија во Брисел, значи нацистичката идеја на Хитлер е реализирана, да не се лажеме, не е тоа идејата на Шуман. Тоа е идејата на паневропското движење од 1923-та, која издава манифест Паневропа. И тоа се корените на таа европска наддржава како што е замислувал нацизмот. И во незиното формирање 1955-та на Сицилија, на Сицилија се одржува средба на шестемина, така се нарекува, кај што учествуваат представници на шесте држави. Меѓу нив сите шестмина кои учествуваат се тивки или пројавени нацисти. Значи, луѓе кои, на пример, представник на тогашна Германија, кој го подпишува договорот на Сицилија 55-та, за да 57-та во Рим веќе се официализира, е Валтер Холштейн. Валтер Холштейн, ама на пример, само како пример ќе го кажеме, е човекот, правникот на Хитлер, така го нарекуваат, човекот кој на еден митинг во Германија, во Росток, прв бара анексија на Чехословачка. Човекот кој ги подготвува договорите меѓу Мусолини и Хитлер. Значи, човек со здраво фашистичко минато, тој ја го подпишува во име на Германија и за да биде иронијата уште поголема, од 1958 во 2 мандати, тој е председател на Европската комисија. Тоа е иста она Европска комисија која денеска носи одлуки за нашиот напредок. И Франција на Дегол била таму, таа не е фашистичка. Значи не е точно. Антифашистичка Франција на Дегол. Вака сега, значи во името на Франција подпишува Антони Пинај, член на Вишиевската влада. Добро, значи, член на нацистичката влада. Дегол бил председател, во името на Холандија, Јозеф Лунс, отворен нациста, кој потоа од 1971 до 1984 е генерален секретар на НАТО. Значи, дајте да ги поставиме нештата онака како што се. Пази се. Значи, Европската унија изведува дека се подпира на антифашизмот во своето создавање. А како се подпира ако го брише? Сега Шуман и Моне не се фашисти, Не. Таа Европска унија денеска го брише 9 мај како ден на победа над фашизмот. Ама во Германија 9 мај се слави како ден на ослободување на Германија од фашизмот. 8 мај треба да се слави затоа што за нив е 8 мај, само за Русија е 9 мај. 9 го слават и они. Но
како може таа и таква Европска унија тогаш да бара од нас, да речеме, да го смениме името, да направиме се, а не бара од нас да го тргнеме, на пример, споменикот на Джемо Хаса. Тоа се двојни вредности. Зошто не бара да се тргне тоа фашистичко минато кое постои? Зошто таа иста Европска унија? Во Хрватска, на пример, кога почна Хрватска со Ендехазија да се играт и текнува. Таа иста Европска унија, зошто со Златна Зора соработува и десниот сектор и нацистите во Украина ги поддржува. Значи, не се токму такви како што изгледаат однадвор. Нештата се многу покомплицирани и многу посложени. Нацизмот, сенката на нацизмот, како густа магла полека се спушта над Европа. Ова да го знаете, и не е случајно ова сето што се случува, меѓутоа како и да е, она што го загатнавме, значи, завршува времето на Пакс Американа. Ние имавме период на Пакс Британика кој траеше 200 години. Меѓутоа траеше 200 години во време на еден поинаков технолошки развој, затоа можеше толку да трае. Пакс Американа трае од 90-тата еве до сега, 30 години, кога Америка беше светскиот полицаец и го диктираше сето. Америка не може да се помири дека периодот на Пакс Американа и на униполарност е завршен. Значи, после почетокот на војната, после 24 февруари, униполарноста е завршена работа. Ние веќе имаме биполарен свет. Кога ќе стане мултиполарен, ќе зависи од кида. Сега засега е биполарен. Кој е вториот пол? БРИКС. Значи, едно е евроатлантските интеграции, другите се интеграциите на БРИКС. И тука, во најлоша позиција, за жал, се наоѓа Европа. Европа не може да свати, нашите стари ја свати со својата мудрост, велеле вака. Комшијата ти е поголем и од брат. Европа не може да свати дека со оној што е веднаш до тебе, а тоа е Анкара и Москва, треба да живееш и да соработуваш од оној што е 15.000 километри од тебе, иако ти е брат, додека стаса да ти го изгаси домот, тебе домот ќе ти изгори. Значи, зашто сакам да кажам, ние навистина мораме да Европа мора да размисли за Европа од Португалија до Владивосток, кај што трите центри Берлин, Москва и Анкара ќе играат одлучувачката улога. Инак ќе се сложи Париз некојаш да не биде центар на Европа. Добро, Париз се сложува цело време, да речеме, посебно во Меркеловата ера, значи Берлин беше далеку над Париз. Макрон добро игра во надворешната политика. Макрон, иако левичар, тој беше дури и заштитно лице на неолибералите пред неговиот либерал, значи пред неговиот прв избор за председател, тој беше дури заштитно лице на европските либерали. Меѓутоа, Макрон стана лев суверенист. Јас бев искрено изненаден кога тој првата негова посета беше на Белград и ја следев многу внимателно. 23 пати го употреби зборот суверенитет, суверенизам и суверени држави. Така што Макрон игра, меѓутоа на Макрон не му е дозволено да игра. Зошто беше подпишан договорот Аукус? За да биде казнета Франција, токму заради својата политика, дека сака да застане на чело на Европската унија. И затоа Британија, Америка и Австралија го подпиша Аукус и ја казнија Франција со не знам колку милиарди долари. 60 милиарди изгубија. Инаку, меѓу другото, Франција е во моментов после излегувањето на Британија од Европска унија единствена држава во Европска унија која има атомско оружје и единствена која е постојан член на Советот за безбедност. Значи има страшна позиција, меѓутоа не и се дозволува. Но ајде се вратиме на нашите домашни теми. Значи Сташо, кои се твоите очекувања од овие разговори со Бугарија, односно ветото ќе си остане? Да, ветото ќе мислам вака. Доколку Бугарија процени, се ќе зависи сега од одлуката на Грчката црква во Цариград. Доколку одлуката на Грчката црква оди во прилог на бугарските тези, тогаш можно е Бугарија да го тргне ветото. Ма тоа нема толку брзо да се случи. На 12 јуни најверојатно веќе Грчката црква ќе донесе одлука за статусот на МПЦ, односно за статусот на црквата на Република Северна Македонија. И од тука можно е Бугарија, доколку биде задоволна со поставеноста на односот на Цариградската патриаршија, можно е да го тргне ветото, меѓутоа тоа за нас не значи ништо. Ние сега сме пред вратите на чекалницата.
Ние сега чекаме да влеземе во чекалницата каде што ќе чекаме. И тогаш во таа чекалница во секој момент официјална Софија ќе има право да направи мала ревизија на договореното, на кажаното, на Како што напишаното. сака, како што не им одговара. Тоа е позицијата на уценувач и на уценет. За жал. Ние сме уценети. Не, ама по тебе сега, што значи тоа за европската интеграција на Македонија? Па ништо. А тоа не значи ништо, дефинитивно не значи ништо. Мислам, јасни се тие представниците на европската наддржава се јасни кога зборуваат дека по најзабрзан модел Украина би влегла за 10 години. 15, рекол мислиш. 15. Но тоа е неверојатно. Тогаш, по нашиот поуспоред модел, за колку ние ќе станеме дел од тоа семејство? Види, тоа е хармонизација на закони, тоа не треба да иде толку бавно, по мене. Па не, ама не како само може тоа. некој... Ние сме Ама како објаснува дека Бугарија може да не уди... Сериозно размислуваш за закони и за законитост, ами ние до сега ќе бевме 10 пати членка, ако зборуваме за закони и за Сега ќе законитост. ти кажам, например, мене ми беше заштита, мене ми се случуваше, не знам дали знаеш, ние имаме, например, забрана за увоз на свинско месо од Бразил. Така. И тие се бесни заради тоа, затоа што губат голем пазар. И постојано ноти иде, маршите, вика министр за земјоделие и така натаму. И на крајот морав ја да се повикам на Европската унија, зашто ние од 2008 година целосно се согласени во увоз на храна со ЕУ. И европскиот амбасадор дојде со мене за да каже Да те одбрани. али викат овие вика бразилци викат па не се членка. Абе вика не се вика, ама дел се вика од пазарот, се обврзале, функционираат. И потоа тргна бразилците кон мене. Абе види бе 30% поевтино месо ќе јадете вика. Зошто го правите ова во смисол? Меѓутоа го правиме затоа што сме дел од поголем пазар. Тоа е нели големата идеја. Сакам да ти кажам, ова не е ново за Македонија. Еве тие закони Србија и Црна Гора преговараат, ги немаат направено. Во делот на екологијата исто. Ивица, Знаеш. политички се одлуките. Нема никогаш да зависи од тоа. Еве, нели го рековме, една Бугарија и Романија стана без да исполнат каков и да е услов. Значи, одлуките се политички. Европа, за жал, наместо заедница на суверени држави, се претвори во нацистичката наддржава. И таа и таква европска. Дали некој од тие луѓе е избран од некого што е раководи денеска европската наддржава? Добро, освен овие во парламентот што ама тоа е Тоа се луѓе кои се наместени за да ја раководат таа. И сега таа наддржава си има своји методи на владење. Прво, формира европски надпартии, во кои си ги зачленува националните партии и според оној командна одговорност им наредува и на партиите како треба да се однесуваат. Конзервативна не е дал. Не, ниту сакам да бидам, најверојатно работиме нешто на една ајде, рано е да откривам. Добро, окей. Рано е да откривам, меѓутоа таа европска наддржава има прво се европските надпартии, второ се санкциите и ветата како метод и трето е изолацијата, нели, со која се закануваат постојано, да речеме, на еден Орбан се закануваат. Нема прашање, го спориш ли твојата партија, аве, влезот наш во заедничкиот европски пазар, например? Не. Тоа не. Значи, Ивица, постојат придобивки. Јасно. Против кои никој нормален не може да биде. Сакам да го истртаме ова, да. Меѓутоа, постојат и нешта кои те бришат и те уништуваат. Јас како македонец, јас се сметам себе си за македонец. Точно. Мојот покоен татко бил македонец. Моите покојни дедовци биле македонци. Моите прадедовци биле македонци. Не можам јас сега да простите, да појдам, да им ги искршам гробовите и да речам вие не живеевте и не постоите. И јас денеска, Страшо Ангеловски, северно-македонецот, формирав држава и од сега моите деца ќе живеат така. Значи, тоа е безсмислено, тоа е дури, пак ќе речам, антицивилизацијски и не можеме да се согласиме на такво нешто. А придобивките, има ли некој, зарем јас не сакам да патувам слободно низ цела. Постои ли некој таков? Зарем постои некој кој не сака да ги споделува културните вредности? Не да студира. Има ли некој таков? Мал се не пропушти, вака зборувавме, знаеш, за кои беа придобивките од животот во Југославија и спомнавме дека
Кирил и Методий како универзитет беше во трка со Белград, со Загреб и беше многу подобар. Кад су шетали по свету. Да, од ова што се и се ударали у груди нашиме. Нели е вистина дека една европска конкуренција ќе ги дигне, нели, предпоставам, работи. Значи вака, ние малите нации, малите јазици, секојаш имаат проблем. Ние имаме проблеми во литературата, ние имаме проблем во музиката, да речеме естрадата. Тие сите си имаат проблем заради малиот пазар, и нормално е тоа и такво нешто да се одразува и во економијата, во индустријата, во производството, во таа размена на стоки, на добра, на услуги, на се. И нема нормален човек кој тоа не би го поддржал. Меѓутоа, треба пак да си ненормален по цена на се да го поддржиш. Се согласувам. Не, ова ми беше, знаеш, нека да подцртаме затоа што веќе гледам како ќе те нападнат, знаеш, нека, и чисто беше да расчистиме некои работи во Македонија, затоа што дебатата стана бинарна, кај навивачка. Значи, најлоша е дебатата, не знам дали ќе се согласиш, која се сведува на ова е црно, ова е бело и толку. Нема нијанси. Тогаш нема дебата. Инаку јас ќе ти кажам својата судбина како претседател на МАК, јас долго време не ми беше дозволено вака да настапувам во живо, да настапувам. Зошто? На медиумите и едноставно ќе снимеа нешто што ќе изјавам, ќе го исечат и кога јас вечерта ќе си отидам дома и ќе си ја видам својата изјава на медиумите, си наликував на последен глупак. Која будала ова може да каже. И така беше создаван еден привид. За среќа последниве години добив можност да настапувам, добив можност и да пишувам колумни во порталите и сакам тој момент да го искористам, да ја покажам моќта и вредноста на МАК, па и собствената меѓу другото. Јас да ви кажам, јас учев и седев со денови и со ноќи со еден Анте Поповски, со еден Гане Тодоровски, со еден Петрема Андреевски, со еден Бранко Гапо, со еден Петар Мазев, со основачите на МАК, со умовите, најголемите умови од втората половина на 20-тиот век. Јас од нив го учев тоа што го научив, па на крајот, ако сакате и љубовта кон Македонија, еден Анте Поповски, еден безвремен Анте Поповски, во својата кратка песна Татковина, вели, кога слезе од бродот на далечниот брег, ќе ја парафразирам, имаше врака една затуткана шамија и го натерале да ја отвори. Кој ја отворил внатре земја. Што е ова? Го прашале, тоа е татковината која му ја истуриле цела ноќ зрно по зрно, грудче по грудче ја собирало во шамијата. Да не дозволиме така да ни ја истурат шамијата со земја. И јас мислам дека за крај одлична порака. Одлична порака за крај. Значи, почитувани слушатели на Радио Лидер, преку фреквенцијата 107.4, почитувани гледачи на lider.mk, преку социјалните мрежи. Ова беше уште една епизода од Еспресо со Златев и Боцевски, каде што наш гостин денеска беше Страшо Ангеловски, а наш гостин и ководител е Драган Милосављевиќ. Главниот говорен уредник на Радио Лидер е Љупчо Златев. Автори на оваа емисија се Љупчо Златев и јас Ивица Боцевски, а во техничката реализација ни помага Димитар Митровски и Димитар Ѓураковски. Се одјавуваме, почитувани слушатели и гледачи, и останете на фреквенцијата на нашето радио.